Здраво! Ново издание на подкастот Каде се парите со мене Горан Теменугов. Денеска ќе зборуваме за нешто што некако како под черга да го ставивме, а тоа е една информација дека Сојузот на стопански комори беше казнет од страна на Комисијата за заштита на конкуренцијата затоа што придонел за картелско здружување на неколку компании во држава. Тоа остана вест како второстепена вест. Сите ние новинарите ја чекаме онаа голема вест што сакаме да видиме дали ќе ги казнат 4 компании кои што се дел од ова картелско здружување, односно се води постапка за нив, бидејќи колку што знам тоа е во завршна фаза и во секој момент очекуваме да видиме каква одлука ќе донесе КЗК за сето ова. Но она што, како што реков, ни остана некако по страна, тоа е дека веќе има изречена казна, а тоа е за Сојузот на стопански комори, што имплицира дека и втората одлука ќе биде исто така позитивно, односно ќе се утврди дека имало картелско здружување. Малце е чудно што Сојузот на стопански комори како организација учествува во вакво нарушување на слободата на пазарот, бидејќи коморите во суштина треба да се грижат за интересите на членките и да овозможуваат рамноправен надпревар на сите компании и да ги артикулираат нивните барања визави владата, односно визави институциите, а не да го ограничуваат слободниот пазар, бидејќи во коморите учествуваат повеќе засегнати страни, односно повеќе фирми, каде што можеби одредено картелско здружување негативно ќе влијае на односите, односно на работењето на другите компании кои што се дел од коморите, така што доаѓаме до една интересен момент каде што прв пат имаме ваква одлука за во однос на стопанска комора. Тоа станува збор за Сојузот на стопански комори. Од кога беа казнети имаше молк од оваа институција, но еве денеска само за вас, за сите што не следите нас во подкастов, го поканив подпредседател, колку што знам, во се уште сте на Сојузот на стопански комори, да го представам гостино, тоа е Горан Ѓоргиевски. Добре дојдовте. Добар ден, добро ве најдов. Еве, тоа е тоа мал увод, ќе зборуваме за состојбите во Сојузот на стопански комори, за нарушувањето на пазарот. Тоа е голем удар за македонската економија воопшто, бидејќи е констатирано веќе дека имаме картелско здружување, но исто малце ќе зборуваме и за инфлацијата. Вие доаѓате од еден сектор кој што е многу интересен. Вие сте во јавноста познат како Горан Специјал, на пример во мојот телефон така фигурирате, така што сте во тој бизнис кај што е со храната, со прехранбените производи, така што можеме да зборуваме, ќе не може туку ќе зборуваме за инфлацијата, но први малце да зборуваме за Сојузот на стопански комори. Тоа е, ајде да речем условно кажано, втората по големина комора, но е многу значајна бидејќи обединува мали и средни бизниси кои во суштина се двигател на македонската економија. И кои треба да бидат двигател. Таму се најголемиот број на вработени, тука се најголемиот обврзници, можеби не се најголемите даночни обврзници, но тука се оние што го полнат буџетот секојдневно и што придонесуваат. Таму е потенцијалот за раст од 5% на бруто домашен производ што сите влади го бараат. Така. Тоа е тоа. Таму треба стимулација да се направи за да се дојде до тој квантум. Тоа е тоа, затоа е значењето на оваа комора важно и затоа сакаме да рачистиме што се случува. Ајде да не должам веќе, основното прашање првото, казната веќе е изречена, не е голема во пари, е 0,1% од приходите во 2024, тоа пресметано некаде доаѓа околу 1300 евра. 100.000 денари, апроксимативно. Така, некаде 100.000 денари, не е големо, но тоа малце да разјасниме што точно се случи, кој го презема овој ризик во комората за да имаме ваква одлука на што се случи, ајде да ни објасните од внатре. Па еве вака, јас сум фрапиран од самата ситуација, всушност тогаш бев, затоа што без да бидеме информирани останатите подпредседатели на Сојуз на стопански комори, таму има 6 на број, и управниот одбор, се превзема чекор своеволно, заедно со председателот, заедно со еден подпредседател, односно председател на трговска комора, да прават состаноци со 4 трговски ланци. И сега тоа отпосле го дознаваме ние, не сме информирани. Меѓутоа, уште потрагично е да после тоа се излегува со едно известување од страна на Сојуз на стопански комори, за кое што практично Комисијата за заштита за конкуренција се фаќа и за кое што се евидентира дека постои ваков прекршок во насока на картелско здружување. Фрапантното беше што не бевме информирани. Ова ќе беше додадена вредност кон председателот од другите членови на управен одбор или од другите подпредседатели, затоа што ќе кажевме дека постои, јас лично ќе кажев, потенцијална опасност за вакво нешто да се случи. Да повели. Значи,
ме сваќате во каква ситуација сме останатите. Да едноставно наблюдуваме фрапирани од целата ситуација и да понатака се движат работите како што се движат. Добро, се доаѓаме до она, дали после се во ова, веќе казната е изречена, дали ви информираа за ова се што настанува внатре во комората и исто така како реагиравте? Не е само председател или еден подпредседател, вие имате структура на Сојузот на стопански комори, имате повеќе подпредседатели, имате управен одбор, би требало да имате и надзорен одбор и сето тоа. Како реагирате? Првин, дали ви објаснија што се случи, излегоа транспарентно да ви кажат првин вам, а после едноставно да знаете што се случи? Имаше едно вербално, не во самата комора, надвор од комората, едно вербално објаснување, тоа не е ништо, тоа не е така, тоа не значи ништо. Меѓутоа, површен, несериозен муабет, разговор, јас сметав дека тоа треба многу подлабоко и подсуштински да се разговара. И тоа не само меѓу самите подпредседатели, и тука, и меѓу подпредседателите, меѓутоа и пред управниот одбор. Затоа што мора за овој чекор да се разговара, да се видат работите, на крај на денот да се сноси одговорност. Јас сум дете од почетоците на Сојуз на стопански комори. Се сеќавам на одлични денови со господинот Калеников, Чекреджи и така натака. И сега имам многу вложено таму. И сега вакви несоодветни работи кои што се случуваат од адресираните лица се крајно несериозни. Добро, управниот одбор не се состана да разгледа, да праша што е, како е работата, да донесе одлука, заклучок, што ќе се преземе понатаму? Видете, не само што не се состанал се уште, меѓутоа понатака ќе навлеземе, имаме еден друг проблем. Во декември месец се правеше неуспешно собрание, кое што е повторно на многу несоодветен начин известено, така да и сегашниот председател практично не е легитимиран на собранието во наредниот период. Он на ова собрание, кој што се одржа во декември месец, требаше да биде легитимиран за председател на Сојуз на стопански комори. Сакате да кажете дека во овој момент нема потврда на собрание актуелниот председател? Да. Што значи тоа? Тоа значи дека секогаш еднаш годишно Сојуз на стопански комори има собрание каде што се легитимираат членовите, председателите на гранките, подпредседателите, самиот председател, односно точно на ова собрание он требаше да си го продолжи својот по негово барање, да го продолжи мандатот како председател. Тоа е неуспешно. Значи од централен регистар е одбиено тоа собрание и таму има многу недостатоци кои што се детектирани и врз основа на тоа собрание практично не постои. Тоа значи сега централниот, ајде да разјасниме малце, сега сум збунет, мораме да малце подетално да објасниме, ќе се навратиме на КЗК и на антимонополската одлука, односно картелското здружување, но веќе влеговме во тема која што мене ми изненадува. Значи собранието не потврдува одлука, односно одлуките на собранието не се потврдени во централен регистар. Што точно значи сега во овој момент? Во каква состојба Сојузот на стопански комори? Во даден момент ќе треба да имаме собрание повторно, каде што ќе треба да дискутираме за сите тие работи, внатрешни случувања, односно за многу други прашања кои што се како дел наведени од тоа собрание. А дали има легитимитет сегашниот председател? Според моје мислење, нема легитимитет. Тоа значи дека сегашниот председател се што настапува во името на Сојузот на стопански комори не го прави бидејќи не е во централен регистар потврден како председател. Така. Тоа треба така да биде завршено на тој начин. Значи веќе 7 месеци не во централен регистар не е прифатено одлуките на собранието. Така. Одбиено е собранието и сега тука ќе се надоврзам. Ние не сме известени, јас не сум неизвестен за тоа одбивање. Јас посредно, значи, дознавам дека таму тоа собрание кое што е одбиено од страна на централен регистар и тоа со сериозни недостатоци. И како секој член можеш да отидеш во централен регистар, нели, и со да си платиш и да си ги земеш документите кои што се поднесени за самото собрание. И кои се тие недостатоци? Зошто централен регистар тоа не го прифатил? Сега тука се поставуваат исто така сериозни прашања се отвараат. Јас тука ќе проидам во една прашална форма. Дали членовите на управен одбор кои што се наведени во самото собрание во декември се истите со членовите од управниот одбор кои што се во јули заведени во централен регистар?
70% се различни. Дали записниците кои што се направени за самото одржување на собранието се истите кои што беа во самиот момент кога се одржуваше собранието. И тука имаме разлика во тие записници. Дали и на кој начин се назначуваат членовите на управните одбори по државните институции од страна на Сојуз на стопански комори, без легитимност од самиот управен одбор на Сојуз на стопански комори. Значи, да се видите. Така. Значи, вака, именувате... дали така? ќе поставиме, дали членовите на проектите, бидејќи Сојуз на стопански комори има проекти со Европска унија, со USAID, имаше и се уште има, членовите на проектните групи се легитимирани од страна на управниот одбор. А мора ли да бидат? Мора секогаш да бидат согласно статутот. Мораме да разговараме за сите овие работи и да донесеме заеднички заклучоци. Значи, во суштина, не поминуваат одлуки за персонални решенија преку управниот одбор на ССК. Тоа е едно од недостатоците, плюс тоа членовите во управниот одбор се разликуваат. Значи, и тоа не е поминато на Централен регистар. И тоа не е поминато на Централен регистар, меѓутоа суштината е дека не смее така да се прави. Така. И сега, што се случува, вака која гледам во ова што го кажувате, мене ми е фрапантно. Јас сум изненаден од ова, бидејќи ние од надвор, како новинари, ја следиме работата и на Сојузот на стопански комори, немаме ваков впечаток дека имаме нефункционалност на комората. Гледаме чат-пат, има некои соопштенија по социјални мрежи, активности, како се нормално да се функционира. Малце поретко имате пресконференции и односи со јавноста, но веројатно заради антимонополска, но ова покажува дека ви имате сериозни структурни проблеми во моментов. Поентата беше, и пробавме неколку пати, да изнајдеме некој модус да излеземе од таа ситуација. Меѓутоа, од другата страна имаме цврсто стоење на некои позиции кои што потребно е да се променат. Јас затоа во прашална форма ги отворив овие прашања. Недозволено е да се менуваат членови на управен одбор кои што се регистрирани во Централен регистар, и тоа 70% да се сменат со нови, кои што нити е дискутирано за нив, кои ќе бидат, нити пак се известени претходните кои што се впишани во Централен регистар дека веќе не се членови на управен. А чекај, собранието го нема тоа право да го направи, на пример, без да ги информира претходните членови на управен одбор? Нема, значи потребно е, може да го направи тоа собранието. Меѓутоа за тоа мора да се дискутира заедно со управниот одбор. Сакам да кажам дека без дискусија, без да знаеме што ќе се случи, се презимаат од дел на претседателството чекори кои што на крај на денот водат во тоа да, иако се преземани такви чекори, затоа во прашална форма поставувам дали, на крај на денот седо тоа е одбиено од Централен регистар. Внимавајте, не се остава простор, обично регистраторот во Централен регистар остава простор да се поднесат дополнителни документи, во дадена ситуација се одбива и се бара ново собрание. И тоа известување е некаде во февруари-март месец. И колку има рок за ново собрание? После се во ова? После сето тоа, претседателот може да продолжи додека не се избере ново собрание. А имате ли добро? Кредибилноста е сосема нарушена во дадената ситуација. Сега Централниот регистар вели, треба да имате ново собрание, бидејќи старото не ви го прифаќаме заради, наведовте неколку неправилности и ви мора да имате ново собрание. Тоа е донесено февруари-март решението дека мора ново собрание. Сега сме веќе на почеток, на крајот јуни, на средина на јуни, еве го јули ќе дојде. Вие имате 3-4 месеца неорганизирано, 3 месеца да речеме неорганизирано собрание. Ќе организирате ли собрание или ќе остане ваков статус? Јас очекувам во наскоро време да се изорганизира тоа, сепак во дадениот момент повторно претседателот тоа треба да го превземе и да изорганизира да има ново собрание. А што ако не го организира? Ако не го организира, ќе размислиме посуштински што би можело да се направи во дадената ситуација. Можно ли е
да има, ајде да Не можам сега во овој момент така. веднаш да ви одговорам. Да, дали еве суштински или да има обид да се смени, да се свика ако има статутарна можност од страна на подпредседателите да свикате собрание, или едноставно па и да се распадне Сојузот на стопански комори. Има ли таква опасност? Има таква опасност и затоа потребно е да се превземат чекори во насока на смирување на целата ситуација и да се заврши сето тоа со едно вонредно собрание каде што ќе се преземе одговорност за сето ова што го зборевме за претходно и за Комисија за заштита на конкуренција и за работиве кои што ги поставувам во прашална форма, а тука има уште дали, ме разбирате, има дали се исто така и фингирани некои записници кои што се во собранието на тогашното собрание. Едно се разговарало на собранието, друго е впишано во текстовите на собранието кои што тоа е недозволиво. Мислам, ако е тоа така, дали има тука и можност за кривична пријава, бидејќи колку што знам тоа е менување на документи без согласност, односно невистините документи приложување до централен регистар. Така. Јас воедно, мислам, поднесов и кривична пријава, така да ќе видиме како ќе се одвиваат работите согласно институциите, бидејќи сакам сето ова институционално да се реши, сакам брендот Сојуз на стопански комори да си ја задржи својата специфична тежина што одамна ја има во нашето општество. Сакам понатака да се гради. Сум бил сведок 20 години нели од времето и сум меѓу најмладите во моето време сум учествувал во процесите, така да тоа е бренд кој што има голем потенцијал, кој што има сериозна визија пред него, кој што може да испорача на крај на денот и за бизнисот и за самото наше општество. Ќе зборуваме за улогата на Сојузот на стопански комори малце подоцна, но ајде да останеме малце уште кај кривичната пријава. Ја поднесовте, ќе ја поднесете и зошто ја поднесете? Поднесена е во април и таму дефинирано е поднесена е за службена злоупотреба, поднесена е за фалсификување и за измама. Има ли од обвинителството дали се прифаќа, дали се отфрлаха? Имате ли Имам информации дека се прифаќа и дека ќе се работи на неа. Ќе се работи на неа. И ова го зборите ли на управен одбор? Мислам, ова е сериозно. Немавме шанса да го збориме на управен одбор и после толку време, затоа што не е свикан ниеднаш управен одбор и затоа што управниот одбор треба да го свика председателот. Јас не можам како подпредседател да го свикам управниот одбор. Значи се зависи од председателот. Да, така е поставена организација. Така е поставена. Ова е интересно, има и други институции на централно ниво што така функционираат, без првиот човек не може да се свика одредено тело во рамките на институцијата, па може да дојде до застој ако тоа лице или е разрешено или е во оставка или едноставно болен и не доаѓа на работа, мора да се решат работите. Добро, планирате ли да го смените во иднина ваквиот можност, сепак да може да се при вакви, ајде да речем условно девијации или сомнежи за девијации, поточно кажано, да може да има и внатрешни механизми за да се свика собрание? Да, планираме, значи, кога ќе дојде соодветниот момент, да се сменат некои работи, за да се подигне транспарентноста, степенот на транспарентност е исклучително значаен, да нема вакво назначување без информирање и во однос на управните одбори, и во однос на учесниците нели во управните одбори, во државните институции. Ова што ви го напоменав, бидејќи ССК има право и назначува соодветни членови на управни одбори на државни институции. Затоа не може да биде тоа согласно статутот треба да биде легитимирано од управниот одбор на комората. Не своеволно. Исто така учесниците во проектите со Европска унија и со USAID не може да бидат назначувани своеволно, а без легитимирање од управен одбор. Затоа што тоа, знаете, повлекува простор за нелегитимност, за корупција. Така да, затоа сакам да кажам и во координација со некои други членови дека степенот на транспарентност ние мора да го подигнеме и други работи треба да се сменат за да комората продолжи да функционира како еден субјект кој што вистина ќе има специфична тежина и улога во општеството. Кој го бира раководството на ССК и дали има кој го врши надзор, бидејќи секаде кај што има управни одбори, генерално има и надзорен одбор кој што се грижи за законитоста на работењето на институцијата или на организацијата. Еве вие имате управен одбор. Кој го бира раководството, дали само на собрание или има можност дискрециони одлуки да се носат од страна на председател и кој управниот одбор го контролира и председателот, дали само управниот, а имате ли надзорен одбор едноставно? Вака.
сето тоа потекнува од председателот. Бидејќи он ги контролира и тие членови и на крај на денот, значи председателот има најголема улога во контрола на функционирањето. Управниот одбор е можеби најсуштинскиот дел, меѓутоа согласно ова што претходно ви го кажав, со прашањето дали промената на членовите на управен одбор кои што биле легитимирани во јуни од ЦРМ, Централен регистар, се пробало на ова собрание да се заменат со 70-80% нови членови на управен одбор, подобни на председател. Аха. И сега подобни на председателот, и значи сега доаѓаме до нешто што вие сте во една лимбо фаза, кај што ни горе ни долу, ни свесно ни несвесно, вие едноставно не можете да мрднете во оваа позиција. Ете, добро свативте и затоа мојата интенција и намера овдека е да се расчистат работите. Значи, да имаме една катарза квалитетна, каде што, нели, знаете, стратегија, менеджмент, сигурно и студии и секаде, дека отварањето на самата ситуација ќе значи всушност и расчистување и конечно доаѓање до квалитетни процеси во Сојуз на слободски комори. Ако не се отвори работата и не се расчистат работите, постои ли опасност, реална опасност да се раситни или да се распадне или да се има одлив од членки во Сојузот на слободски комори? Постои. Постои реална опасност, затоа е потребно да се преземат квалитетни исчекори на напред. Кому ќе води ово во корист? Вака да се една сериозна стопанска комора, која што рековме на почетокот, малиот и среден бизнис е здружен тука, има и ингеренции, гледаме поставува луѓе на централно ниво и сето тоа, на кого ќе му одговара се ово? Можеби ќе му одговара на другите комори, разбирате. Така да, во даденава ситуација, јас сметам дека ќе се заврши позитивно целата работа, дека ќе се има, да речем, доблест да се излезе, да се одржи сето тоа и да се направи конечно на квалитетен начин. Ако ништо не биде од тоа, дали вие ќе останете во ССК? Ако остане ова лимбо или не се смени ништо? Видете, ССК е составен од гранки. Формата му е независна гранка, агробизнес гранка, која што јас сум председател, која што си има засебен управен одбор, начинот на функционирање. Понатака трговска, индустријска, услужна, градивна, ИКТ гранка, финансиска гранка. Сите тие гранки се ентитети независни сами за себе и они назначуваат членови на управен одбор во главниот одбор на ССК. Добро е осмислено тоа како треба да функционира. Меѓутоа, непочитувањето на начинот на функционирање донесло до таа ситуација. Сега, овие гранки треба да внедрат, да изнедрат членови на управен одбор, нели, секоја засебно по 3-4, и тоа треба, значи, од едната гранка од втората, а не председателот да си земе, ме разбирате? Така. Значи тоа се случи. Аха, значи не од доле, од горе именување и тоа е тоа. Прилично познато е ова. Дека да, сега да не го разглобуваме, да, меѓутоа ние сме една институција која што не е државен буџетар, нема финансии, не прима од државата, се финансира од членарините и од проектите кои што ги работи со Европска унија и други проекти што ги има, што еве со гордост за прв пат можам да кажам дека минатите 2 години, за разлика од минатото на ССК, ние имаме 6-7 проекти со Европска унија кои што се многу сложени, кои што успешно ги хендламе таму. Така. Да, ќе зборуваме за Сојузот на слободски комори и за инфлацијата, но ќе се навратиме и на одлуката на антимонополска на КЗК за картелското здружување, бидејќи сте вмешани во втората одлука што ја чекаме, но време е за првата пауза за нашите пријатели кои што познаат дека со финансирање на ваков подкаст можеме да отвориме сериозни теми во јавноста и тие теми да бидат бесплатни за вас што не гледате, а ние некако треба и да живееме за да можеме да го овозможиме се ова. Време е за првата пауза. Животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп. Овој свет се врти во круг, ајде биди среќен во добар муд. Нема друг таков вкус, нема друг таков вкус како животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп, ајде пробај луп.
Влези во Сладо клуб и ке сакаш уште. Витаминка. Се враќаме во подкастот. Гостин ни е подпредседателот на Сојузот на стопански комори Горан Ѓорѓиевски. Зборувавме за тоа што се случува во Сојузот на стопански комори. Малце начнавме за одлуката на Комисијата за заштита на конкуренцијата, кај што ги казни комората за картелско здружување, односно возможување на картелско здружување. Зборувавме за состојбите во комората, гледаме дека не се сјајни работите, што за мене е изненадување, бидејќи на прв поглед овака, иако ги следаме работата на коморите во Македонија, малце изгледа чудно тоа што се случува, но објаснивме веќе што е поентата, што се случува, дека има незаконско собрание, односно непотврдено од Централниот регистар, се чека ново кај што ќе би требало да се разјаснат сите работи, но мораме да се вратиме малце на оноа што ССК е, ајде да речеме, има пресуда, иако не е тоа пресуда, има одлука дека возможила картелско здружување, односно е дел од картелското здружување. Може да ве дополнам тука. поверите. Јас не се согласувам дека ќе има ССК картелско здружување одлука. Меѓутоа, јас би сакал индивидуално да се Така. да се адресира одговорност. Да, казнете е сепак ССК, значи затоа што не може така. ССК кога Так. воопшто не сме запознати за целото ова случување. Така. Рековме, немате информации, не е разговарано на управен одбор за се ова. Сега доаѓаме до основното прашање. Дали може бизнис заедницата и членките да имаат доверба и понатаму во ССК после ваква една одлука, и да не заборавиме Комисијата за заштита на конкуренцијата има уште една одлука што ја чекаме сите, кај што и вие фигурирате дека ваши членови, поединци, учествувале во координирањето на тие 4 субјекти за да картелски да се здружат. Може ли да има сега бизнис заедницата доверба во ССК? Видете, јас сметам дека апсолутно може да има доверба во ССК како бренд, затоа што таму е градено многу години назад. Таму има квалитетни поединци кои што може да го преземат бремето и кои што може понатака да движат во насока на понатамошен развој на ССК како институција. Повторно ќе речам, не би поистоветил индивидуална одговорност на адресирани луѓе кои што мора да се сносат одговорност, тоа ќе биде едно прочистување катарза, затоа што на тој начин останатиот дел од бизнис заедницата ќе знае дека оваа институција расчистува со проблемите што ги има и понатака продолжува чиста да се движи напред. Грешки секогаш се случуваат, нели, имало и има, меѓутоа сносењето на одговорност е клучната работа во дадениот момент. Апропо тоа, потребно е да си превземат, адресирани се луѓето и согласно тоа да поминеме преку тоа и да се движиме конечно кон позитивни работи, затоа што повторно ќе речам дека бизнис заедницата имала и ќе има доверба во брендот ССК. Да, но еве се одолговлекува некако, еве еден месец, мислам дека е веќе помалку од еден месец од луката. Гледаме дека не е поминато на собрание, односно собранието не е поминато во централен регистар. Тоа значи веќе 6-7 месеци. Едноставно некако се одолговлекува како да не давате сигнал во јавноста и кон бизнис заедницата дека вие сте подготвени да рачистите самите со себе и да тргнете во нас што е суштинска работа да го штитите бизнисот. Повторно ќе речам, не можам да навлезам во ситуацијата дека некои поединци не се подготвени да расчистат сами со себе и да очекуваат нешто да магично стапче и да помине. Според мене, чекањето само го продлабочува проблемот. Ние и до сега требаше да расчистиме, меѓутоа расчистувањето, така е поставен статутот на ССК, мора да тргне од председателот и другиот подпредседател кои што се адресирани во дадена ситуација. И сега си го поставаме прашањето, вие да не сте подпредседател, да сте компанија која што е само компанија дел од Сојузот на стопански комори, каква порака би доживееле, еве ова да сега што го слушаме, што го гледаме во подкастов, и како би го доживееле ова што го зборуваме? Еве чисто да се абстрахираме, каква порака би било ова случување? Едно многу непријатно чувство, значи ќе ми биде нарушена мојата сигурност на самата комуникација што ја имам, срушен кредибилитет, интегритет, авторитет. Така да, многу ви е есенцијално прашањето и убаво ви е прашањето и затоа се ставам во тие чевли и затоа ви давам и ваков одговор. Ова е причина повеќе за расчистување на работи. Така. Да, ајде ќе видиме кога ќе се рачистат и кога ќе успеете да се вратите на старите патеки. Сакам да ја ознанам вистината, така. Точно да кажам
што како се да ги лоцираме проблемите со намера за да се разрешат работите. Немам ништо лично по никого, поентата ми е ССК и разрешување на процесите внатре. Ајде сега да зборуваме од еден друг аспект, ги гледаме проблемите кои се, но што треба да се смени, како да се развива ССК, бидејќи рековме се етаблиравте, си има уште две комори, една е голема кај што мислам ја викаме голема бидејќи големи компании таму и странски инвестиции членуваат, вие сте како што рековме мал и среден бизнис, што е есенцијата на македонскиот економија и имаме уште една комора која што е регионална во суштина, а како да се развивате, во кој правец, што треба да фатите за да Господин направите Теменувов, нешто? прво, по самите комори, мојот став, нели, ако индивидуално одиме, е да сите гранки си ги прочистат своите членови. Не од аспект на плаќање на членарина. Има таму фирми кои што се no-name фирми, кои што се со друга намера дојдени. Значи, потребно е конечно да имаат компаниите внатре да бидат со едно сериозно добро CV, кои што ќе бидат во зависност од нивната големина класифицирани и кои што ќе можат да донесат реална додадена вредност кон комората. Под додадена вредност не подразбираме финанси, подразбираме критичко мислење, подразбираме специфична тежина во однос на економски познавања, додадена вредност за нашата специфична тежина пред владата и пред соодветните органи државни да биде уште поголема. Значи, една катарза прочистување по секоја од гранките, понатака назначување на квалитетни членови во управните одбори, значи управен одбор на агробизнис има тие и тие членки, тие треба да се назначат во централниот управен одбор, а не тргнување значи од базата од доле, а не одлука конкретна без соодветни параметри, без соодветно без аргументи кои да бидат рандом избрани, затоа што мене ми се убави, нели, еве да се изразам, па ќе ги ставиме овие. Така да ќе се создаде и критичка мисла, ќе се создаде и демократизација внатрешно, затоа што секој од тие гранки ќе има такви членови на управен одбор. Ние имаме и сега такви. Меѓутоа, во јули месец дел од нив се регистрирани, сега 70% се елиминираат, се ставаат без легитимирање на тој управен одбор и без известување, што е крајно несериозно. Сега дојдеме до едно суштинско прашање. Имате управен одбор, имате председател, имате управен одбор, објаснивте како се бираат, значи секоја гранка што се дел од комората си предлага во управниот одбор, во централниот на ССК, но недостасува она што се вика надзорен одбор, бидејќи сите каде што има управни одбори треба да има надзорен одбор кој што треба да е независен, најчесто и се поставуваат од страна на собрание лица кои што се надвор од комората, кои што имаат своја тежина и се грижат за законитоста на работењето. Дури ако не помине извештај на надзорниот одбор на собрание или на управен одбор, може да падне и председателот и раководството. Ние предвидено во статутот и тоа, но него правиме, него прави, треба председателот тоа да доврши како постапка и да го доуреди. Зошто тоа се остава на председателот, а не на собранието? Затоа што Бидејќи е тело тоа кое што е многу важно. Да, кога ќе дојде на собранието, ќе го истакнеме сега на новото собрание, потенцијално кога и да дојде, ќе треба да ги изрегулираме и да ги прецизираме дополнително сите работи. Затоа што надзорниот одбор треба да е и над председателот и над управниот одбор. Тоа е тело надворешно, у суштина, кој што надворешни членови кои што нема да бидат и невладени организации, економисти, експерти, кои што ќе седат и ќе се грижат да биде се според статутот на организацијата. Точно ве разбирам и делиме исто мислење, тоа е дел од демократизацијата. Така може да се зголеми транспарентноста, независноста и квалитетот на одлуките да се покачи. Кога ќе го имате собранието? Дали рековте дека очекувате, но рековме дека исто така се одолговлекува, очекувате ли до 1 јули или до почетокот на јули, или ќе почнат одморите, па ќе дојде септември, па локални избори, па ќе најдете изговори за локалните избори и можеби и да не се одржи една година од неприфаќањето во централен регистар? Мислам дека нема да биде така, меѓутоа не можам конкретно кога да ви кажам кога би било собранието. Значи, не може. Еве, ајде да збориме сега малце што би требало да бидат 3 приоритети на Сојузот на стопански комори во наредниве 12 месеци. Веројатно првиот приоритет е да се средите, но гледаме дека се комплицира економската состојба. Имаме од една страна големи инвестиции, гледаме дека на светско ниво се комплицира, тоа може да се прелее, може да го погоди малиот и среден бизнис, гледаме инфлацијата дека не е смирена кај нас. Едноставно, што треба да бидат приоритетите на Сојузот на стопански комори, односно како да се постави во вакви економски турбулентни времиња? Прво, нели откако ќе се разрешат овие работи, додиме хипотетички една предпоставка да ги разрешиме работите во однос на самата комора, во однос на структурното уредување, нели во однос на
квалитетот ова што го велам хипотетички, ако добро се екипираност и квалитетен понатак писател, тогаш следно можеме да артикулираме многу подобри предлози и решенија кон владата. Ние секогаш сме имале, дури мислам дека дел од нашите решенија и другата комора ги презима, сега ги приметувам на медиуми, меѓутоа во една сопствена обланда и начин на размислување, она што ние го предлагавме за некои елементи во економијата. Така да, ние имавме многу квалитетни решенија и во однос на минатото, каде што беше цената на електричната енергија во ковид кризата, значи каде што бизнисот беше оставен да струјата се купува на слободна берза за електрична енергија, што крајно несоодветно беше според нас. Сите регионални околни земји на различен начин тоа го решава со фиксна цена. Константно имавме предлози во минатите времиња. Значи, сега сакам тоа уште повеќе да се крене, ако мене ме прашувате, на пиедестал, значи опциите, квалитетните решенија кои што ќе ги детектираме, кои што ќе ги ставиме на хартија и кои што ќе ги предлагаме кон владата. Многу поголема проактивност. Еве, тоа ми е една од втор елемент, ако ме прашувате, нели, покрај структурирањето. Многу поголема проактивност, многу повеќе барања до владата, многу повеќе решенија, нудење, значи и на тој начин засилување на позициите на комората. Ние сме, бидејќи сме представници на микро, мали и средни компании, а таму е повторно, ќе го повторам, она сигурен сум, оние 5%, 6 и 7 што ги бара државата, не може да се добијат од големата комора, каде што има соодветни големи компании, јас ги почитувам нив, меѓутоа тие се многу малку. Ние сме 95-6% чина, како квантум, како бројка на компании. Да, морам да ве прашам, еве сега се наметнува прашањето, имате амбиции да бидете прв човек на ССК? Не би коментирал во однос на тоа, бидејќи не зависи вака од волјата на поединец, ќе зависи повторно од разговорите кои што ќе се случат интерно во самата компанија. Јас сум поборник за квалитетно решение. Меѓутоа, квалитетно решение на човек што имал успех и што има што генерира успех во приватниот, во личниот живот и кој што, тоа ми беше една забелешка, нели, подлабока ме сваќате во целото општество и во државните органи. Конечно треба да дојде време на успешните луѓе, затоа што тој што продуцира успех во личниот живот околу него, тој ќе продуцира успех и за насекаде околу себе. Како стојат распоредот на сили во Сојузот на стопански комори? Веројатно и актуелното раководство си има своја потпора. Вие што сакате да ги рачистите работите си имате своја потпора. Дали е егал, дали е нерешено, дали е превагнува на една страна, дали на друга страна? Какво е расположението во овој момент? Тука не би можел да коментирам во овој момент. Ќе видиме кога ќе дојде соодветниот тајминг, како ќе биде. Така да, за тоа. Така. Ќе се вратам пак на малите и средни предпријатија. Мислите ли дека и микро, мали и средни предпријатија дека во овој момент можете да ги испорачате на барања до владата и да ги слушне и да излезе во пресред, или заради состојбата во Сојузот на стопански комори се лишен еден од алатките кои што можете да се ги барате вашите, ајде да кажеме, подобри услови за работење? Јас мислам дека сега, особено нели со КЗК, одлуката, картелското здружување, исклучително тежок удар врз нас, исто така и со ова нелегитимно, нелегално собрание. Имаме, каде што има и кривична пријава, имаме тешки удари. Ние сега специфичната тежина во однос на презентирање на тие решенија ни е многу намалена. Ние треба да си го расчистиме сопствениот двор сега, за да излеземе од целата таа катарза уште посилни, па тогаш да настапиме со соодветни барања. Дали има легитимност кога ќе излезат, например, сега ставовите на ССК, легитимност во јавноста, во однос на и на граѓаните, но пред се во барањата, во однос на институциите? Сметате дека се уште имате легитимност или веќе да речеме и органите, државните органи ве гледаат малце почудно поради случувањата? Сметам дека бидејќи нели рековме има повеќе експоненти, повеќе гранки, секој од гранките независна си застапува свој компании и таа едно конфедеративно уредување, да го наречам. Така да има индивидуалците кај нас се истакнати и таму има специфична тежина на поедини индивидуалци и тоа излегување повторно има специфична тежина, но заедно сме посилни, би биле уште многу посилни доколку ова би се разрешило.
Така. Значи индивидуално во овој момент настапувате со барањата како Позиција гранки на своите гранки. во под позиција на гранки. Како ви гледаат кога свесни ли се на пример владата, бидејќи она ви е партнер, но најчесто и преговарате и со неа се конфронтирате, свесна ли е дека вие имате вие намалена силата во последно време? Како Па, гледаат на верувам, вас кога разговараат Со со вас? одлуката на КЗК, мислам дека се чувствува веќе тоа, бидејќи се работи вистина за многу неквалитетна, несмасна, како да ја наречам, несериозен приот и пристап. Така да сметам нели дека тој удар се чувствува. Но повторно ќе речам, ние немаме друго, ова што јас го правам сега го правам во интерес на решавање на работите. Така. Да не се задржи таа лимбо ситуација која што X време трае и која што веќе очигледно дека само од себе тешко ќе се разрешува. Така, рековте персонално да одговараат не цел сојуз Да. на стопански комори. Таму се 3 лица инволвирани, еден подпредседател, председателот и генералниот секретар, мислам дека е на Извршен директор. Извршен директор, да, се извинувам, извршен директор. Сметате дека сите се виновни во приказнава? Реално не. Господјата што е извршена е колатерална штета на целата работа. Предпоставувам дека е така, знаејќи ги информациите што се одоколу. Така да тоа е тоа. Комисија за заштита на конкуренција беше во комората, па земала соодветни мејлови, лаптоп, нели и така натака информации и верувајте и повторно за одлуката на Комисија за заштита на конкуренција не сме информирани делот од комората. Дури сега слушам дека има адвокатско друштво кое што е застапник на господата адресирани председателот и подпредседателот, меѓутоа повторно ние не се разговара сега за самата веќе одлука за картелско здружување. Треба да се разговара на управниот одбор за овие теми или меѓу подпредседателите, за да им се даде нели ќе се слушне на крај на денот, ќе слушнеш нешто ново, нешто поквалитетно кое што ќе ти помогне за подобро да се разрешува тоа. Така. Него се оди повторно без да се знае, нити знаеме кој е адвокатско друштво, а комората си плаќа кон тоа адвокатско друштво. Значи И добро. сега нели информација имате ако ева 100.000 денари казнава, јас слушам дека адвокатските трошоци 200.000 денари се. Еве ви го Добро. и ова се. Добро, ајде ќе го провериме, ова ќе испратиме прашање до Сојузот на стопански комори да Разбирате видиме што дали може да значи тоа. Так, да, добро, тоа значи дека е интересно за да се брани нешто што или плати и прифати, добро, може не смета дека се невини на крајот од денот, можно и тоа е да и сакаат правдата да се Добро, истерат на суд. Тоа е нивно нели право, не би дискусија. Тоа е можеби. Време е за втората пауза тука да направиме и се враќаме со финишот, малце ќе зборуваме за инфлацијата, рековме доаѓате од комората која што го регулира агросекторот, така што ќе зборуваме малце и за инфлацијата. Останете со нас, се враќаме по кусата пауза. Животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп. Овој свет се врти во круг, ајде биди среќен во добар муд. Нема друг таков вкус, нема друг таков вкус како луп. Животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп, ајде пробај луп. Влези во Сладок клуб и ке сакаш уште. Витаминка. Финишираме со подкастот. Гости ни е подпредседателот на Сојузот на стопански комори Горан Ѓорѓиевски. Зборувавме за случувањата во Сојузот на стопански комори, зборувавме што треба да се направи за да се подобри ситуацијата, зборувавме како се гледа на тоа дека оваа комора е дел од картелско здружување, односно преку нејзе одело договарање за картелско здружување на 4 маркети, ланци на маркети во Македонија. Таа одлука е уште чекаме, таа големата одлука кај што до 10% од прометот може на годишно ниво да биде казната, но тоа ќе почекаме уште малку веројатно, но еве да го финишираме овој
овој разговор, овој подкаст кој што ни откри некои работи што се случува во комората, со тоа што е исто така дел од бизнисот на нашиот соговорник, тоа е агросекторот, односно она е познат во јавноста како Горан Специјал, значи има компанија која што се бави со производство на храна, а знаеме дека храната во последно време никако да поевтини, односно бар да запре растот на цените на прехранбените производи, односно инфлацијата е најголема во тој дел. Ајде, моето прашање е, што мислите, зошто не можеме да ја зауздаме инфлацијата во држава? Па еве да не навлегувам нели во една длабина и во една ширина, ако говориме во однос на инфлацијата, односно влијанието на прехранбените производи врз инфлацијата, веднаш ќе дојдам до суштината, па ќе се вратим. Недоволното производство, сопствено производство на храна по сите основи во нашата држава. Има една фрапантна информација која што повеќе пати сум ја реферувал, сум ја разговарал, вели 80% од храната и суровините за храна си ги увезуваме, само 20% произведуваме сами. Или е еден друг исто квалитетен параметар. Во 2014 година Чинам имало околу 120.000 земјоделци во нашата држава, мислам дека се регистрирани. Во 2024 се само 60.000. Тоа е катастрофален пораз. И сето тоа се случува затоа што занимавањето со агросегментот, ја не говорам само за класичното земјоделие, говорам и за месната индустрија, нели, стока, живина, говорам за млечна индустрија. Практично тоа занимавање со овој сегмент е непрофитабилно за тој што е земјоделец. Да не се лажеме, да креираме нели некои флоскули, ова, она и така натака. Еден дел важен е заминување на младите кон иселување кон надвор, кон западните земји, бидејќи се отвори широк простор за тоа, но тоа го генерира тоа што тие луѓе немаат доволно профит, не остваруваат, напротив, во загуба одат ако се занимаваат сериозно со оваа област. И се доаѓаме високи цени, а загуба од друга страна. Каде е проблемот? Бидејќи кога одиме ние во продавница плаќаме многу скапо. Тоа е еден релативен поглед од ваша страна. Високи цени, да, ама и цените на влезните суровини за земјоделецот, семејски материјал, нафта, вештачко ѓубриво, кога ќе направите паралела на тоа зголемување на тие суровини таму, во паралела со овие излезни цени, вие ќе сватите дека ваму многу поголема е повисока е цената. И другите трошоци што ги има земјоделецот. И резултат на тоа е ова. Ајде, на пример, сега баш имаше коментари на социјалните мрежи, има млеко за 49 денари литро млеко во соседство во Косово и во Србија може да се најде од 49 до 50 денари, а кај нас е 80 и кусур денари литро млеко. Како може толку поевтино да биде несени тие богати? Еве Србија е богата, да речеме, има и производство, да. Но Косово, искрено да ви кажам, нема земјоделско производство. Моите да го подценувате Косово. Да, ма нема, ние имаме сепак поголема капацитет. Не го подценува воопшто Косово, туку потребно е да се види поголемата слика за да дискутираме на овој начин. Поголемата слика што значи? Ако е ова што го велите 49% млеко, од каде е влезено, кој е произведувач? Да. Дури има производи кои што доаѓаат од Австрија, кои што се со сериозно ниски цени. Меѓутоа таму се поставува друго прашање. Висока продуктивност при произведување на тие производи. Тие држави имаат силни субвенции за дел од извозните производи. Покрај силните субвенции, самите компании таму се сериозно високотехнолошки развиени. Така да вие доаѓате до ситуација, он има огромна продукција на некој производ, минимум вработени, високи стандарди, по секоја основа е поквалитетен од тебе. И него цената на чинење, дури и транспортните трошоци да ги вкалкулира, ќе му дојдат до Македонија и повторно ќе биде поконкурентна цена од тугашниот македонски производител. Што треба да либерализираме или потполно и да речеме немаме домашно производство? Јас тоа многу пати сум го зборил дека ќе дојдеме и уште повеќе ќе се удриме во зид баш од оваа ситуација. И што да правиме, еве, чаре? Силна поддршка на микро, мали, средни компании. Нели овој унгарски кредит што се додели беше добар едно време. Ние од комората не се согласивме што ги вклучија и големите компании, големите фирми, требаше да остане за микро, мали и средни, меѓутоа се надевам во иднина дека тоа ќе се изостави. Силен таргет особено за овој сегмент, подигање на продуктивност, односно високо техничко-технолошки да се унапредат тие компании, да се стимулираат со многу ефтини кредити и со грант шеми, како што е во Европска унија. Сега некој ќе рече, ние не сме во Европска унија, ние сме во Македонија. Но не се. Што да правиме кога
таму, нели, имаат силен импакт на овој начин. Добро, И сега вие не сте конкурентен. Тој има таму, еве во Бугарија, јас знам, имам пријатели, доста, они имаат исто фондови по различна основа за сериозна инвестиција во обновливи извори, во високотехнолошка опрема, во инфраструктура, значи по сите основи имате секаде 50-60% грант на дадената инвестиција. И кога он ај што ќе го чини поевтин, кога ќе имплементира таа опрема, тогаш регионално он ќе почне да се инјектира во вашата држава, затоа што е ефтин и квалитетен. Така. Да се заштитиш ти нема друг начин да ја водиш таа војна, освен државата да ги употреби истите стимуланси кон сопствените микромали и средни предпријатија. Се доаѓаме до го спомнати унгарскиот кредит. Ви помогна или не ви помогна? Ви помогна или не ви помага? Тоа помага, значи реално тоа се вистина добри услови. Можеби најголема помош ќе беше да имаше и сериозно развиена македонска развојна банка, каде што преку таа банка ќе се пласира, затоа што повторно сега банките доаѓате на прагот кај банки и овие ви велат не може да ти дадеме тебе таа камата или не може рочноста да биде 15 години, ќе ти дадеме на 10 години до таму и пак повторно се стега обрачот околу микромали и средни компании. Најдоброто би било ова што го кажав како можна опција. Меѓутоа и вака да се одржи, да има уште такви финанси каде што би имало префикс 1%, па макар 1,9, каде што би имало 15 години на дури и повеќе, 15 години рок на отплаќање, нели? И сопственото учество би се намалило 20 на 10% за компаниите кои што имаат безпрекорно CV, би бил одличен стимуланс за да дојдеме до ова што го велам на почетокот што го зборев. Сега ќе се вратиме повторно на инфлацијата. Има ли, односно на цените на прехранбените производи, има ли шанса на краток рок нешто да се преземе и да се намала, да не растат? Нема враќање на цените, нема назад. Тоа е тоа. Сега да се забави и да расте нашиот стандард повисоко и да ни станат поевтини врз основа на тој елемент. Но што можеме да направиме во моментов? Рековме, немаме производство, што може да се прави? Не знам, ставаме до зид сме практично, бидејќи останува немате производство, мора да увезете тоа што ќе го увезете, ќе ставите царински давачки и други давачки, ќе дојде до таа сум. Тоа може да се исконтролира, нели, да се држи на некое минимално ниво од она што ќе влезе до крајниот потрошувач, тука останува простор. Простор останува, нели, можеби даночната стапка да биде некоја најмала можна. Меѓутоа нема простор. Единствено сериозен простор е во зголемување на домашно производство и тоа треба да се влезе според мене, и според нас од комората од агросегментот, силно во најкратки рокови да се таргетира што да се развие, силно да се стимулира што да се произведува и да се произведува. Мора да се избере стратегија која што ќе биде, како да е, радикална стратегија која што ќе уште еден елемент важен кој што ќе може да се апликативно да се спроведе. Значи да се донесе стратегија за разлика, нели, од 30 години назад и да се спроведе и да има мерливи параметри за успехот што ќе го предизвика. Но многу често кога се прават вакви мерки, кога се насочува во еден сектор или во неколку сектори, кога ќе заврши поддршката, после тоа и се испоставува дека не се одржливи тие сектори без државна помош, односно тие сектори стануваат зависни од државната помош и не се конкурентни. Многу е лош тој сооднос кога се државата нагло влегува со поддршка и у суштина ја убива конкуренцијата на среден и на долг рок. Треба да се осмисли. Да, ви држат од дел од овие аргументи, меѓутоа затоа треба да се осмисли да биде сето тоа through the SDG goals, нели, во Јапонија бев на специјализација, преку одржлив систем да се направи. Има начини како да се направи тој одржлив систем и да функционира понатака во иднина. Добро, сепак нашата менталитет е дај да ги земам ја парите од државата и после тоа бизнисот баш ми е гајле, јас ќе купам јахта, ќе купам викендица, ќе имам убава кола, па бизнисот ако преживее, ако не ќе работам нешто друго за некоја ситна пара, ама јас ќе имам некој имот стекнато вредност и сето тоа. Жал ми е, во право сте за дело таму, но има и светли екземплари кои што не функционираат на тој начин. Ние треба да се држиме до светлите екземплари, а да минимизираме да нема такви екземплари кои што ја користат државната помош. И тоа јас сметам дека сигурно има механизми каде што мора да се спречи. Не сум во тоа, не знам, но има. Така. Дали преку УЈП, дали преку некои институции кај дадат пари, следливост, значи ќе мора тоа да се види.
Ајде малце да ја прошириме темава околу инфлацијата. И ја имам лично чувство дека малце несериозно и пристапуваме, не и даваме на важност. Рековме дека немаме производство, но ние мораме да имаме и малце посериозна координација на монетарната, на фискалната политика, на бизнис заедницата. Гледаме дека тоа има едно 5 елемента кои што влијаат на зголемената инфлација во држава. Тоа е растот на пензии, на плати, ниската продуктивност, немањето на производство, на земјоделското производство. Едноставно имаме редица проблеми во целава работа кај што бара мултисекторско координирање. Сметате ли дека изостанува едно сериозно координирање во државава за борба против инфлацијата? Па, мислам дека тука може да се направат подобри чекори, уште повеќе да се оди. Треба да се обмислат тие чекори како би се минимизирала инфлацијата. Меѓутоа, сега да збориме реално, чинам дека 3,3% беше последниот месец. Да. Мај. Да. Тоа веќе не е некоја сериозна голема инфлација, нели може тоа да се хендла. Но кај храната е повисока. Но кај храната таму есенцијалниот проблем за храната сега го детектиравме и го образложивме, така да нели имаше сега завчера информација следевте во однос на индустријското производство по сектори, каде што капитални производи 10% раст, каде што прехранбена индустрија чина беше 6% раст, трајни потрошувачки добра 4, нетрајни 0,5, ги запамтив на памет, извинете, интермедијални производи 5%, што е добар исчекор, тоа е Завод за статистика. Тоа е едно убаво движење, како информациите што се споделија, нели дека има 15% раст на кредитирање на компаниите или пак 38% чинам беше раст на зголемени одобренија за градење, што се сериозни сигнали кои што укажуваат дека се случува нешто, се креира некоја позитивна вредност. Да, во право сте, ќе одговорам на почетокот тоа што го спомнавте, дека мора да има посериозна координација за да се дојде до поквалитетни решенија и за намалување на инфлацијата. Така да мислам дека и наистав сум некаде како вас. Да, тука некаде завршуваме подкастов. Значи гостин ни е Горан Ѓорѓиевски, подпредседател на Сојузот на стопански комори и председател на агробизнис комората во во ССК. Ми беше мило што дојдовте, отворивте дилеми, многу прашања поставени околу функционирањето на Сојузот на стопански комори. Кажавме зашто е многу важна оваа комора, бидејќи тука е грото на бизнисот кој што треба да го испорача економскиот раст на државата. Ми останува да ви се заблагодарам што бевте дел од овој подкаст. Јас сум секогаш по природа оптимист, меѓутоа тоа го темелам нели на посветеност кон работа, така да сметам дека ова направивме добар исчекор за решавање на некои соодветни прашања. Се надевам дека ќе биде подобро, дека ќе се разрешат работите и Сојузот на стопански комори повторно ќе биде исклучително функционални и ќе дава придонес кон економијата. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас. Тоа беше се за овој подкаст, за оваа епизода. Ние се гледаме за 7 дена со последната епизода за оваа сезона. Ќе има и 4-та сезона. Значи имаме уште една емисија, тоа ќе биде наредната и ќе завршиме со можеби најзначајното прашање во држава, тоа е буџетот на Република Македонија, односно како ќе изгледа со ребалансот, така што останете да не следите и наредната епизода. Секој добро, довидување.